Почитувани, со СДСМ Македонија е на прав пат. Зборот е збор. Оно што го ветивме и го остваруваме. Промените се видливи, а сите граѓани ќе го почувствуваат ефектите од нив. Зголемена минимална плата, зголемена плата во здравството и образованието. Тоа е доказ дека мислиме на вработените, на работниците и нивната екзистенција, но и на работодавачите. Законски утврдената минимална плата за декември во Република Македонија ќе изнесува 14.500 денари и е зголемена за 2.000 денари, а споредбено со 2017 за 5.500 денари. Истовремено државата ќе ги субвенционира придонесите од 600 до 6.000 денари за сите компании од приватниот сектор кои што ќе ги зголемат платите за оваа сума на работниците, независно дали се минимални или повисоки. Субвенциите ќе може да се користат во следните 3 години. Владата не само што ја гарантира минималната плата со закон, туку и континуирано ја покачува и сега ја изедначи за сите сектори. Со зголемувањето на минималната плата обезбедена е повисока плата за 90.000 граѓани. Владата на СДСМ го враќа достоинството на здравствените работници. Договорено е рекордно покачување од 40% на платите на лекарите. Зборот е збор. За квалитетно здравство и задржување на лекарите во јавното здравство, ова е една од вистинските мерки. Бенефитот од оваа мерка ќе го почувствуваат лекарите и целиот медицински персонал во здравствените установи во Охрид. Платите на лекарите специјалисти се зголемуваат за 25% и на медицинските сестри за 10%. Кумулативно заедно со сите зголемувања од 2018 навамо, основната плата на лекарот специјалист зголемена е за 40%, а на медицинските сестри помеѓу 20 и 23%. Од февруари просекот на плата на лекар специјалист во општите болници ќе биде некаде помеѓу 85 и 88.000 денари. Заедно со дежурствата и согласно бројот на дежурствата може многу лесно да достигне и до 100.000 денари. СДСМ со оваа мерка го враќа достоинството на здравствените работници и ќе продолжи и понатаму да работи не само во однос на зголемувањето на платите, туку и за подобрување на условите во кои што работи здравствениот персонал, затоа што самозадоволни и добро стимулирани финансиски здравствени работници ќе значи и задоволни и добро третирани пациенти. СДСМ ветува и остварува. Бележиме нов раст на платите во образованието. Ова е историски најголемо покачување на платите на наставниците од 20% за нецел мандат. Платите на вработените во основното, средното и високото образование од 1 јануари 2020 година ќе бидат повисоки за 10%. Ова е трето покачување на платите на наставниот кадар, откако претходно 2 години поред со септемвриските плати добија покачување од 5%. СДСМ продолжува да работи во насока на подобрување на образовниот процес, вклучително и преку поставување на дигнитетот на наставничката професија на повисоко ниво, вреднување на трудот и поголема мотивација на наставниците. Почитувани, со СДСМ сите сме на прав пат.